Денеска Советот на Општина Пилип одржа својата 22-ра редовна седница, која што може да констатираме дека е последна седница на Советот на Општина Пилип за теконата 2018 година. Денеска донесовме одлука, она највисокиот акт кој што го носи Советот на Општина Пилип, а тоа е буџетот на Општина Пилип за наредната 2019 година. Денеска како советници имавме можност од страна на предлагачот, тоа е градоначалникот на Општина Пилип, да добиваме комплетна информација како е планиран буџетот за негова реализација во текот на 2019 година во делот на приходната стапка и во делот на расходната стапка. Може да констатираме како совет на тоа дека овој буџет е развоен буџет затоа што се темели врз основа на потребите кои што ги имаат граѓаните на Општина Пилип и врз основа на реалните параметри кои што треба да се детерминираат, тоа е врз основа на приходната и расходната страна, со оглед на тоа дека од страна на градоначалникот и од страна на советниците беше констатирано дека овој буџет е развоен затоа што сите проекти кои што ќе се реализираат во теконата 2019 година ќе бидат во делот на тоа да се подобрат капиталните расходи, да се инвестираат средствата од буџетот на Општина Пилип за капитални проекти кои што ќе бидат од исклучително значење за граѓаните на Општина Пилип, а тоа значи дека средствата кои што се од буџетот на Општина Пилип ќе се пренесат во стопанството преку реализација на овие проекти. Можам да посочам дека она кое што на претходната седница кога ги носевме развојните програми го констатиравме, тоа е дека во текот на 2019 година ќе се сервисираат и ќе се решаваат сите оние редовни проекти кои што ги има локалната самоуправа и сите оние редовни активности кои што се во надлежност на локалната самоуправа, но ќе ги издвојам оние три најголеми капитални проекти кои што ќе се реализираат во текот на 2019 година, тоа е комплетна реконструкција на булеварот Гоце Делчев и улицата Пилепски бранители со комплетно уредување, комплетна реконструкција. Друг капитален проект, сите добро знаеме, а тоа е реконструкција на мостот на улицата Трајко Николовски. Тоа се наоѓа на потекот од индустријската зона, каде што има голем број на фреквенција на возила, камиони и така натаму, се со една цел да го олесниме протокот на возила и да подобриме условите за развој на тој подрачје на градот, затоа што сите добро знаеме дека тоа е едно тесно грло кое што ги мачи поготово стопанствениците кои што имаат голема фреквенција во тој потек на тој дел на индустријската зона и граѓаните кои што живеат на тој потек, а тоа се жителите од сточен пазар. Трет капитален проект кој што ќе биде реализиран во наредната 2019 година, голем капитален проект, а тоа е реконструкција на градскиот стадион Гоце Делчев. Знаете дека имаше таму проблем во делот на техничката документација во комплетното проект кој што бил претходно проектиран. Сега ние како одговорна локална самоуправа и сите она кои што го ветуваме пред граѓаните на Општина Пилип, тоа е дека Пилип како најфудбалски град, како најспортски град на ниво на Република Македонија ќе мора да го реконструираме градскиот стадион Гоце Делчев, кој што има посебна символика и посебно значење за граѓаните на Општина Пилип. Значи овие се накратко дел од проектите кои што ние како локална самоуправа планираме да ги реализираме во текот на 2019 година. Тука се разбира дека ни престои процес на реконструкција и изведба на комплетна асфалтирање на сите улици во градот, она кое што го даваме како ветување дека во 2019 година практично во подрачјето на град, на територијата на град Прилеп, дека ќе нема улица која што нема да биде асфалтирана. Тоа се текомни активности кои што ги имаме во планот да ги реализираме за 2019 година во делот на патната инфраструктура. Се разбира реконструкција на основните и средните училишта во градот, подобрување на условите во образовниот процес на учениците во градот и се разбира и подобрување на условите во детските градинки. Имаше дебата, се разбира, на денешна седница со оглед на тоа дека ова е највисок акт кој што го носи Советот на Општина Пилип, тоа е буџетот за 2019 година. Имаше најразлична дебата од страна советниците, но сепак како председател на Совет морам да констатирам на тоа дека во една демократска атмосфера се одговараше на сите прашања кои што беа поставени до градоначалникот, до советници, до мене како председател на Совет, се со една цел да се разјаснат сите нејасноти кои што ги имаат советниците во делот на она што значи буџет на Општина Пилип. Во
Со оглед на тоа дека денеска беше една од пообедните седници, во која што имаше голем број на точки на дневен ред, беа офатени финансиските планови на јавното комунално претпријатие Комуналец Прилеп, на јавното претпријатие за просторно урбанистичко планирање и на јавната општинска установа Детска градинка Наша и на Прилеп. Друга точка на денешна седница беше информацијата за првото полугодие во 2018 година за безбедноста со состојба на подрачјето на општина Прилеп, кој го опфаќа полициската станица од општа надлежност Прилеп. До присутен беше и командирот на полициската станица, кој што одговараше на прашањата од страна на советниците, каде што се констатира дека во делот на расветлувањето на кривични дела кои што се биле реализирани во овој период од кога е извештаот, дека процентот е околу 33%, што значи дека во истиот период минатата година процентот на разјаснети сторени кривични дела е зголемен за 10%. Со тоа се покажува дека надворешната канцеларија за криминалистички работи Прилеп и полициската станица Прилеп ги ствара сите услови за да се подобри во делот на ефикасноста, во делот на откривување и расјаснување на кривични дела во тој временски период за кој што беше наведен и извештајот. На денешната седница пропратно беа реализирани, односно беше донесена одлука за легализација на бесправно изградените објекти, кои што знаете вие дека се трудиме максимално секоја седница да бидеме ажурни, поготово во овој правец за легализација на бесправно изградените објекти, се со на цел на граѓаните да им излезе во пресет што побрзо да се легализираат своите бесправно изградени објекти.